Добар ден, драги гледачи! Денес, како што гледате, иако е понеделник, почеток на работната недела, нешто вака сме пострекни со насмевка. Тоа е бидејќи денеска ни е нашата 100-та емисија од Црвена линија. И дека ние се чувствуваме многу, јас и Тина, многу дарежливи, многу добри, сакаме вас да ве подариме со вака интересен мал гест, според мене, како што се гледа, на нашите социјални мрежи, да коментирате честитки за 100-та емисија, па не, еве, да не биде така. Околу тоа, но бидете вие креативни во коментари. Црвена линија Инстаграм, Црвена линија Фејсбук и Црвена линија Твитер. Да биде фер, првиот што ќе коментира на секоја социјална мрежа, ќе ја добие оваа чаша. Мислам дека е доста сладка и убава. Па сега вие како сакате. Така, тоа е што го даруваме во ова денешно издание, а секако не отстапуваме од она што секогаш го правиме, тоа е да дискутираме и да ги слушаме вашите ставови и мислења на секоја тема која што е исклучително актуелна. Па така, понеделнички денес ќе проговориме за следново. Компаниите не можат да најдат стручен кадар за нивните потреби, а најновите податоци од државна статистика се 142.000 невработени лица. Што според вас државата треба да превземе со цел да бидат задоволни и работодавачите, но секако и оние кои што ќе го работат она за кое што ќе бидат побарани. Така, покрај тоа што ние очекуваме да се звоните на телефонски број 02-307-6677 и да ни одговорите на нашето прашање за главната тема. Секако, ние и нашата социјална мрежа на Инстаграм, Црвена линија и Телма телевизија, имаме споделена анкета, слична на нашата главна тема, која гласи: дали малите плати се причината високо квалификуваните да си одат од Македонија? Да, не. Тоа е знак за вие да гласате и како што си знаете, како што сте веќе информирани од нас секоја емисија, после рекламите ги покажуваме крајните резултати. А секако ќе ве потсетиме и што не смеете да пропуштите вечерва на Телма телевизија. Војната во Украина закана за Балканот. Дали Путин ќе ги искористи балканските тензии контра Европската унија? Брисел е на потек, дали има план? Во кого македонските граѓани гледаат сојузник? Во топ тема ќе дебатираат Никола Димитров, Марко Трошановски и Гералд Кнаус. Гледате вечерва топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Васики. Тоа е вечер што ќе гледате, топ тема и што не смете да пропуштите, а сега сите заедно да го видиме прилогот што нашата колешка Емилија го има спремено за нас. Нема кадар померка на бизнисот, иако според најновите податоци од државната статистика во Македонија има над 142.000 невработени. 80% од оние кои со години бараат работа немаат квалификации. Анализите на Стопанската комора покажуваат дека дури 60% од компаниите се соочуваат со недостиг на стручни работници. Од средните училишта бараат Министерството за образование да не наметнува насоки за кои тие немаат ниту просторни, ниту кадровски капацитети, туку уписната политика да се креира внимателно и долгорочно. Од Министерството за образование и наука велат дека кампањата што ја организираат со Стопанската комора Учи паметно, работи стручно, има за цел да искреира уписна политика која ќе биде померка на компаниите. Минатата година во државата се отворени 97 дуални паралелки, а комората работи и на тоа бизнис секторот да ги отвори вратите за практична обука на учениците, кои покрај теоретското знаење ќе се стекнат и со стручни вештини. А во продолжение време да најавиме и нашиот денешен прв гостин. Станува збор за господјата Наташа Јаневска, која што е експерт во Стопанската комора на Северна Македонија. Нешто подосна, секако во Црвена линија, ќе вклучиме и Калина Прилик од Националниот младински совет на Македонија. Но на самиот почеток ја почуваме Наташа Јаневска како експерт во Стопанската комора на Северна Македонија. Добар ден и благодарам што ја прифативте понудата да бидете дел од ова 100-то издание на Црвена линија. Добар ден и од мене, до сите гледачи на Телма. Меѓутоа, можам да потенцирам дека бројката истина се поклопува и со 100 годишнината од постоењето на Стопанската комора на Северна Македонија со 100-та емисија ваша на Телма. Ви честитаме секако од Црвена линија, ви посакуваме уште многу нули на таа стотка и многу успех во работата.
Еве сега ќе почнеме веднаш со првото прашање. До вас колку е време според вас Центарот за едукација работи во склоп на Стопанската комора? Значи колку време работи овој Центар за едукација? Центарот за едукација во Стопанската комора работи од 2007 година, но пред се беше целта за унапредување на знаењата на вработените во компаниите, затоа што унапредените знаења и добро подготвениот кадар во самите компании придонесува за раст и развој на компаниите. Но од друга страна, компаниите се соочуваат се повеќе со недостаток на стручни вештини, на кадар кој што има стручни вештини и токму поради тоа комората се насочи за преквалификација и деквалификација преку обуките кои што ги нуди во самиот Центар за едукација, односно бизнес тренинг центар. Во таа насока можам да кажам дека имаме поминато доста обуки кои што се од повеќе профили на квалификации потребни за компаниите и сите оние обуки кои што се прават на барање на компаниите за да може да дојдат до стручен кадар. Најчесто се барани профилите на акрозаварувач, готвач, пасадер, исто така на монтер за сувомонтажни елементи, месари, односно конфекционери за месо, сомелиери, касапи. Значи сите овие се потребни и сите овие поминаа низ обуките што ги организираше Стопанската комора на Северна Македонија. Така, и веќе кога сме кај обуките, дали изборот на обуки ги правите според поборувачката на пазарот? За кои обуки има најголем интерес, колку траат, ако сето тоа може да ни откриете? Обуките се прават на барање на компаниите и на барање на она што е потребно на пазарот на труд. Ние како Стопанска комора правиме годишно анализи и за потребите од кадар и врз основа на тие анализи изготвуваме програми врз кои подоцна се прават обуки. Обично обуките, бидејќи станува збор за квалификација, ги правиме до 3 месеци. Теоретскиот дел се одвива во компанијата, меѓутоа практичниот дел мора да се теоретскиот дел го работиме во Стопанската комора, меѓутоа практичниот мора да биде во компанијата, каде што ќе самите учесници мора да се стекнат со оние стручни вештини, да се запознаат со работните процеси кои што се случуваат во дадената компанија. И едно од условите сите оние кои што поминуваат низ обука, барем половина од нив да бидат вработени во компанијата. Ова што ни го кажавте е со краток рок. Дали комората превзема нешто во образованието за подолг рок со цел обезбедување на кадар? Токму така, преквалификацијата и доквалификацијата, која ние вака ја знаеме преку процесот на неформално образование, е на многу пократок рок, односно побрзо обезбедување на стручен кадар за компаниите. Но самата комора има поголема цел, тоа е како да му се помогне на образованието да го подигне квалитетот, но и долгорочно да може да обезбедува стручен кадар. Ние тука сме вклучени од самиот почеток, значи од кога почна да се слуша гласот на компаниите дека имаат недостаток на кадар, тоа е некаде 2007-2008 година, но активно 2016 година кога почнавме да заговараме дека дуалното образование е најефикасниот начин како да се стигне до квалификуван кадар за компаниите. Нашата цел беше тогаш да направиме едно спојување помеѓу бизнис заедницата и помеѓу образовните институции, кои што долго време се гледаа како два одвоени света. Значи, образовните институции подготвуваа образовни програми според потребите на пазарот, меѓутоа на централно ниво, додека компаниите бараат да им се изготват квалификации кои што ќе можат да бидат веднаш лицата кои што ќе ги завршат, да бидат веднаш работливи, но најважно е тоа да се прави на локално и на регионално ниво, затоа што во различен плански регион имате различна потреба на квалификација. Токму затоа преку таа кампања Учи паметно, работи стручно се разви еден социјален диалог каде што компаниите ги кажуваат своите потреби за вештини и за стручен кадар, а образовните институции од друга страна излегуваат во пресред да можат да обезбедат такви квалификации, односно да дизајнираат такви образовни програми
кој што низ процесот на образование лицата, односно учениците, ќе можат да ги стекнат не само теоретските знаења, туку и стручните знаења. Тоа е иста работа која што работи Стопанската комора, која што сака вмрежување на компаниите со училиштата, каде што теоретското знаење ќе биде применето во компанијата, а компанијата ќе има можност да го креира и да го обликува според своите потреби, а по завршувањето да може да го веднаш да го вработи. Дополнително, многу сме фокусирани на практичната обука, а тоа значи дека треба да подготвиме и подготвуваме ментори кои што се лица обучени од самата компанија преку тридневните обуки што ги прави Стопанската комора, и тие имаат за цел да ги превземаат учениците кои што ќе доаѓаат во компаниите и да ги водат низ целиот работен процес, да ги следат, да го вреднуваат нивното знаење и да можат да ги стекнуваат стручните вештини. И исто важен. Така, во интерес на времето, бидејќи ни јавуваат од режија дека имаме веќе и гледач, постанете до крај со црвена линија, секако да го слушнете и искуството, а и ставот на граѓаните кои што не следат во моментот. Благодарам уште еднаш што бевте дел од црвена линија. Благодарам и од мене. И секако, како што најавивме, одиме со првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден, ако сум на јасна линија. Секако во црвена линија и тоа во 100-тото издание. Благодарам. Па вака, прво мора работодавачите да учествуваат во стварањето на кадарот кој што им е потребен. Тие воопшто не склучуваат никакви договори со школството каков кадар им е потребен во наредните 5-10 години. Кога они би учествувале во стварањето на тој кадар, би го финансирале и би зеле обврска после тие 3 или 4, 5, колку години има потреба да се изучува, тој, значи, кадар обавезно да го примат во своите редови, да знае со кои лични примања ќе биде, сигурно дека ќе биде и за школството, и за индустријата, ќе биде далеку подобро на тој начин која ќе биде планирано и школството и работното место. На тој начин. Меѓутоа, тие сакат да добијат кадар, да не учествуваат во стварањето, а се љутат зашто избегале кадрите надвор од државата. Затоа немаме кадар, затоа што не го планираме производството, не го планираме школството и не планираме каков кадар имаме потребен, барем во наредните 10 години и пред да истечат тие 10, да за наредните 10 години само така во паметни добри земји се планира и школство, и работно искуство, и работни задачи. Само на тој начин може да постигнеме цел. А вака како што нашите работодавачи сакат, значи, кадар без пари, да работат без пари и да тие бидат шиканирани, да не им се исплаќат, значи, плата, доход и сите тие давачки, и затоа се. Благодарам што го споделивте вашиот став со црвена линија. Вклучуваме веднаш следен гледач. Добар ден и до вас. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Кој е вашиот став односно оваа тема? Мојот став е следен. Да, ве слушам. Значи, проблемот во тоа што фали стручен кадар е искуството од минатото на Македонија. Се уште луѓето сакат да работат во администрација. Најголемиот одговор на денешното прашање е во вчерашното излагање на премиерот и на комисијата од представниците на пензионерите. Значи, во администрација не само што има привилегии и убава работа и ладно преку летото, топло преку зимото, редовно исплаќање на давачките према државата. Значи, ќе има и добра пензија. Во производството, тоа го зборувам од искуство, јас сум инженер од производството, јас имам подпросечна пензија затоа што не ми плаќале принаници. Значи, никој нема мотивација да работи во производството. Ќе работи цел век, некој ќе ужива по канцелариите и ќе има поголема пензија. Такви што работеле по канцелариите, тие сега одлучуваат за тие што старале за нив да земат големи плати и сега да земат пак големи пензии. Срамота е тоа што кажа дека најмалата пензија ќе добие 600 денари и најголемата 3600 денари. Па тоа не се наши представници, тоа се наши предавници на пензионерите. Не на ситни луѓе. Затоа мотивацијата и понатаму ќе остане во Македонија да се работи во администрација. Ако не работи во администрација, ќе зима бугарски пасош и ќе бега во странство.
Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Останете докрај со нас. Одиме со вклучување на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Па видите, вината ја наоѓам и во компаниите, пред се, во државата околу финансиската дисциплина и третата точка е образованието. Значи, кај нас треба реформа да се направи. Зошто? Не може секој што ќе заврши средно образование да го прати да му дозволите да се запише на факултет. Мора да има граница кој ќе се запише на високошколска институција. Тоа е првата работа. Втората работа. Компаниите мора да се научат дека не може да купат готов производ веќе на пазарот. Мора да си образуваат производ, тоест работник. А како? Еве вие како новинари, дај нека ви каже таа господјата Стопанска комора структура по старост на вработени во Република Македонија. Да видиме колку имате 18 годишњаци запослени во производствените фирми. Значи деца што завршиле занат, колку има вработени во фирмите во Македонија што се во стопанството. Ке видите ниедно не е вработено. А зошто? Затоа што не е готов производ. Во минатото таков производ се школуваше. Како? Ке го вработат како чирак покрај добар мајстор и ќе го ишлифуваат да стане мајстор. Кај нас сега тоа се напушти. Зашто зборам финансиска дисциплина? Државата мора да ги фати газите во стопанството да си ги плаќаат редовно платите према вработените, да не биде одбојност, да не ќе луѓето да работат во стопанството. Денеска не се работи во стопанството само заради тоа изигрување на законите. 90 секунди е време траењето на секој излагање на еден гледач, но благодарам што го споделивте вашето мислење со нас. И веќе време за вклучување на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Колку за подсетување намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да се слушнеме. Те обиди се ти со твојот глас. Добар ден, дали се слушаме нормално? Златно правило уште едно, ве молам без навредливи коментари. И намалете го тонот на телевизорот. И последен обид, добар ден, Црвена линија. Најверојатно не е се слушано добро со гледачот, оно што е важно дека секако ве регистрираме и кога коментирате на социјалните мрежи, така да пишувајте, денес е важно. Првиот коментар на Инстаграм со честитки за 100-тото издание на Црвена линија, како и на Фејсбук и на Твитер. Секој кој што ќе коментира прв и ќе го има првиот коментар, секако ќе добие спомен од Црвена линија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Значи, компаниите не можат да најдат силтен кадар. Значи, толку е малку се платени, така што не сакат да работат. Сите бараат, секој бара нешто подобра екзистенција. Што да се преземе? Па треба да се даде некоја плата колку што заслужуваат. Ти не можеш да работиш 12-16 сата, да не спомнувам за кои плати, сите знаеме колку се платите, така да не им се работи. Тоа е тоа, мислам, не им се работи. Си бегаат надвор, еве ти каже Хрватска ти нуди, Грција ти нуди, да не набројувам сега да им купима овако што ти нута да работа, што е некоја пристојно платена, да речам. Ова кај нас ја не можем да сватам ова што се газиве. Значи, овие бизнисмени го претерала, нека ги вработат нивните керки, деца, што знам, жени таму, све што имат, нека ги вработат, за тие пари нека работат они. Значи, толку се искористува човечкиот труд, што не е твој, значи, тоа е чудо нешто. А ако имаш ти дете или жена или било кој, онакво, одма на 500 евра плата си му дава и ги пријавува. А овие другиве на пола работно време на 4 сата. Не знам што да кажам, кај нас се прави катастрофа, нема никаква инспекција, ништо нема. Значи да има инспекција, да треба да се оди све како што треба, никој нема да оди од тука. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и дали имаме добитник, Тео, имаме ли некој кој што честиташе на 100-тото издание на Црвена линија? Имаме, коментарот на нашата тема на денот. Имаме Добар ден. Оп, тај прво го слушнеме гледачот. Добар ден. Поздрав до Телма телевизија и до вас двајцата. А бе, јас сакам да кажем дека никој не ќе да учи занајат. Да останавме без самарувачи, останавме без речичари, останавме без ништо. Некој се учи се занајат. Тоа е занајат. Трети степен, значи,
сега, а компаниите да се осветат за 18.000 никој не му работи. Зашто заминуваат за страна? Отидува во Германија, во Италија, во Швајцарија. Ама зима таму еден, мислам зима 2.500 евра плата ова од Швајцар. А овде зима 18.000, додека вете сфера и да ги, ако му треба на компанијата, да ги праќа на школа, да ги обезбеди школа, да има после да работи, како уредник сега што прави. Имаше, например, за техничари, като руденски техничари, да се педираше. И тогаш имаше. Сега они не можат да работят до 18 години. Тук трябва да има плата по-голема. Фамилията да отворят, а не така. Вака не бива нищо. Прежде потребно. Така, да. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Сега бидејќи сме 100-то издание, Тео... Токму така, да прогласиме добитникот на нашата чаша. Од Facebook, од коментари, имаме добитникот Слободанка Топузовска. Треба да се почитува работникот, да се вреднува неговиот труд и да ми подарите чаша. Поздрав до двајцата. Така, подаруваме чаша со оглед на тоа што прв коментар на Facebook Црвена линија беше токму на Слободанка Топузовска. А сега е време да ја вклучиме и нашата следна гостинка. Чести задоволство ми е да ја најавам Калина Прилик, која што се јавува од Националниот младински совет на Македонија. Калина, здраво и добар ден и добар ден. Дојде во 100-тото издание на Црвена линија. Добар ден. Здраво, ви благодарам на поканата. Чест ми е што сме дел од 100-тото издание и што за време исто така разговараме малку повеќе за нашиот проект, чисто фокус е вработување. Така, па може да почнеме. Да, на самиот почеток е околу компаниите што не може да најдат стручен кадар. Така, и во вашата активна соработка со работодавачите и пред се со младите, какви обуки и проекти се спроведуваат со цел да се обезбедат квалитетни и долгорочни вработувања, би рекол? Така, во моментов Националниот младински совет на Македонија со поддршка на британската амбасада спроведува проект кој што се вика Млади хаб, градење вештини за вработување, компетенции и можност за вмежување на младите. Значи се целиот проект е со фокусот на целиот проект е обезбедување поддршка за личен и професионален развој на младите, што понатаму ги довело до нивно сигурно вработување. Сега конкретно во склоп на проектот имаше две програми кои што имаат директен фокус за младинското вработување. Тоа се програмите за практиканство и за кариерно советување. Значи на практиканската програма имаше за цел, нели, младите да се стекнат со практични вештини кои што ќе им овозможат да надминат оној јаз помеѓу образованието и пазарот на трудот. Така што на таа програма имаше 100 млади лица и околу 80 компании. Резултатите од програмата се одлични, меѓутоа повеќе од половина од учесниците на програмата се вработиле по програмата. Дел од нив се вработија во истите фирми каде што ја извршуваа својата практична работа, додека останатиот дел се вработија во други компании или организации. Меѓутоа имаше големо задоволство и од младите и од страна на работодавачите, бидејќи беше на некој начин можност младите да се стекнат со вештини кои што се бараат од страна на фирмите. Втората ваква програма беше програмата за кариерно советување. Значи на таа програма учествуваа повеќе од 70 млади лица и таа имаше повеќе за цел да им помогне на младите да ги препознаат своите квалитети, доколку се неквалификувани да разберат кои вештини треба да ги стекнат и да поработат на нив со цел да се вработат во секторот во кој што би сакале да се вработат, како подобро да се представат на работодавачи онакви меки вештини, понатаму како да се пријават за работни места и слично. Дополнително на овие две програми кои што се дел од тековниот Млади хаб проект, имаше уште еден проект Млади хаб дигитална младина, чиј што фокус беше на спроведување обуки бесплатни, значи младите да добиваат обуки за дигитални вештини, а они за возможност да извршуваат општо работа. Исто така и за оваа програма имаше голем интерес, бидејќи сепак стануваше збор за бесплатни обуки за вештини кои што се
доста барани на пазар. Така, Кали, на минатиот месец се случи нешто интересно. На 28 февруари се одржа и првиот регионален младински саем за вработување. Колкава беше посетеноста и дали ваквите саеми даваат можеби поголема можност за поврзување на работодавачите и младиот кадар? Се чини дека токму и на тоа место се правеле многу интервјуа. Што би се рекле на лице место? Сајмот имаш одлична посетеност. Значи на самиот саем се изложија околу 30, повеќе од 30 компании, а беше посетен од повеќе од 150 млади лица. И во склоп на самиот саем, значи се случија повеќе од 100 интервјуа. Дел од нив беа претходно договорени од наша страна како посредник, дел од нив се случија спонтано на самиот саем. Да, сега немаме точни резултати, бидејќи сепак е само една недела помината од саемот, нели, треба да се исконтактирам со компаниите, меѓутоа генерално фидбекот беше одличен, компаниите беа многу задоволни што добија шанса на таков начин да представат својата работа, младите беа многу задоволни што запознаа повеќе компании одеднаш, особено некои компании за кои што не знаеле дека работат или дека имаат потреба од кадар, како што се настанува одлично и сите учесници беа доста задоволни. Така, и веќе сме кај тој саем, па еви и општо, за кои професии младите најмногу се заинтересирани, па и за кои најмалку? Според нашите програмски активности, а особено и саемот, може да забележиме дека најголем број од компании кои што нудат работа и најголем број од млади кои што бараат работа станува збор за работни места кои што бараат дигитални вештини. Станува збор за сектори како IT, маркетинг, човечки ресурси. Конкретно во нашите програми и во саемот највеќе има побарувачка од страна на такви компании, а и младите највеќе бараат такви вештини. Тоа што сега на другава страна, односно кои вештини се најмалку побарувани и во кои сектори има најмалку работа, не би знаеле да кажеме, немаме точни информации. А се повеќе и гледаме, тоа е реалната слика, одлив на ефикасна и млада работна сила од земјата. Според вас, што е она што е клучно, еве, како млади, да конечно младите посакаат целосно да ги градат своите кариери тука и да останат во Македонија? Пред се ние веруваме дека можности за вработување, добра плата и слично се играат голем удел во зошто некој би сакал да напусти државата. Исто така сме забележале дека младите сакаат и работни места на кои што оставаат простори за лични за професионален развој и каде што они се почитувани и ценети како работници. Но дополнително на тоа, во едно истражување кое го спроведовме во 2019 година, многу од младите се изјаснија дека сакаат да напуштат државата заради лош квалитет на живот. Во тоа спаѓа животната средина, состојбата со животната средина, нивото на корупција, нивото на непотизам, недостиг на социјална инклузија на ранливи групи и така натаму. Значи, покрај овие можности за вработување, од страна на младите беше издвоен квалитетот на живот. Сега исто така ние сметаме дека младите се обесхрабрени и сметаат дека они не можат директно да влијаат, односно во моментов нема механизми преку кои што младите можат да влијаат директно во креирањето на младински политики. И ние сметаме дека доколку им покажеме на младите дека има шанса тие да влијаат на политиките кои што се креираат за нивното останување тука, дека би се охрабриле и дека шансите да останат и да размислуваат за останување би биле многу големи. Благодарам, Калина, што одвои од твоето време, остани со нас. Сепак сме 100-та емисија, малку роденденски расположени и да секако проследиш и вие како глас на младите кои стават на граѓаните во црвена линија. Благодарам. Нема на што, ви благодарам уште еднаш за покана и честита 100 годишнина. 100-то издание. Благодарам уште еднаш. Ще префрламе на социјалните мрежи, очекуваме коментари, постови, Тео, како е таму? Така, имаме два слични коментари, односно пораки, од Мирче и од Кристијан, кои заедно ќе прочитаме. Одговор е на нашата анкета, дали малите плати се причината високо квалификуваните да си од Македонија. Мирче пишал, плюс и партиските вработувања ги тера да заминат. Исто така Кристијан, слично, малите плати да, но и вработувањето преку партија. А сега време за вклучување на гледачот. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, црвена линија, ве слушаме. Добар ден. Се јавува гледачот Кичево.
Голем поздрав до вас. Повелете кој е вашиот Благодарам. став? Па што да кажа, се е кажано, компаниите не може да најдат стручен кадар, а 140.000 невработени. Пола младината ни е замината во странство, а и таа половина што остана не може да најде работа затоа што барат партиско вработување. Се оди преку партија, душо. Еве, конкретно за мене зборувам. 2 деца имам со високо образование, ни едното, ни другото се вработени. Затоа што барат партиски книжки. А во приватниот Што да кажа? сектор, еве дали се обиделе во приватен сектор? Па не може во приватен сектор, затоа што логопед, например, е едниот. Како ќе оди во приватен сектор? Нема каде во приватен сектор. А уште тоа да напоменам, поготово за логопедот. Дефицитарен кадар, еве во Кичево, 2 се. Едната работи во Црвен крст, другата како ќе се снајди. Ниедна институција нема логопед. Така. Значи, не знам што да кажа. Не знам што да кажа. Ова е крајно. Башка и платите што се мали, меѓутоа да има и за таа мала плата ќе се нафатат да работат. Ама се бара книжка. Ете тоа е. А што ако не сакаме да имаме ние книжка? Што треба ние да правиме? Треба Благодарам што го споделивте вашето искуство и секако мислење со црвена линија. Вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Јас вас уопште не ве слушам. Но продолжете, ако ме гледате, продолжете. Ве слушаме ние. Компаниите барат стручен кадар. Еве, јас Не може да моментално сум најдат без стручен работа. кадар. Пред 6 месеци останав без работа. Работе во обложувалница. Ми требаат уште 3,5 години до пензија. Се нафаќам све да работам. Ја бев хигиеничарка во приватна фирма 25 години. И сега фирмата за некоја лиценца што ти знам, останавме без работа, 150 души сме дома. Значи, повторно, 150 души сме дома и немало стручен кадар. Има, ама приватнаците не плаќаве, душо. Колку има што се кријат. И не може да ги фатат. И не може, и зашто не ги јавуваат тие што не плаќа? Ти го дава К15 и ти го бара назад. Па кај е таа инспекција? И кој ќе работи за тие пари? Одиш за едно, работиш милион, ја работев 6 работи. Не се жалев, работев, што да правам? Немав избор. Така да има луѓе, ама не плаќа, тоа е работа, што не се плаќа. Биете ми поздравени. Благодарам, поздрав и до Остана вас. уште 31 секунда плюс, но секако ако е тоа се, благодарам што се вклучивте во црвена линија, а ние ќе напоменеме кај кого замина втората шолја црвена линија. Втората шолја црвена линија помина дека се важеше од Инстаграм коментар кај Игор Јанковски, бидејќи тој прв си коментираше и секако со негов коментар. Здраво! Поздрав до емисијата и честитки за емисијата што се воведе во медиумскиот етер на ТВ Телма. И да кажам за темата дека според мене дека една од главните причини за заминувањето од квалификуваните кадри да си заминат од нашата земја се токму малите плати и нискиот стандард. И треба да се работи на задржување на ваквите кадри, бидејќи се неопходни и реално да се вреднува трудот со цел да нема такво иселување на вакви кадри. Поздрав! Игор си коментираше на Инстаграм како што се беше правилно правилото и ја спомна чашата и честитката, тие се правилата и само остана уште на Твитер. Вклучуваме следен гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Браво. Поздрав до вашата емисија, поздрав до вас. Благодарам. Благодарам. Јубилеј. Вака сега. Кога изборуваме за оваа тема, мора да признаеме и да кажеме дека не е овој проблем од сега, овој проблем датира уште од многу одамна. Стихино се однесува нашето образование према кадрите. Значи, постои еден рашекор меѓу стопанството и кадрите. Тоа треба еднаш да знаеме каде оди Македонија, кои ни требаат кадри за војнина. Ова стварно, навистина, ќе дојде време да неаме ние услужни дејности како што се електричари, како што се електротехничари, машински и водоинсталатори, така натака и така натака. Не имаме премногу факултети кои што не ни се продуктивни. Што ни се нас толку потребни овај правен факултет? Или економски така натака?
па ние имаме една композиција, можеби од 2 километра, и затоа многу тешко доаѓа сега да се врши преквалификација. Тоа е број 1. Број 2. Ние мора да разбереме дека секое работно место треба да биде добро платено, добро способено, мотивирано и на крај деполитизирано. И затоа нас младата генерација ни бега за надбор. 90 секунди истикоа, но сепак благодарам што се вклучивте во црвена линија. Идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Да. Добар ден. Добар ден. Ме слушате, не? Одлично. Да, одлично ве слушаме, повелете. Видите, по времето на бивша Југославија и ние кога се осамоставивме, имаше заводот за вработување, си правеше курсеви каде што имаше потреба за работници. И тие работници, како што му требаше на работодавачите работници, така одеа на курс во заводот за запослување. Само колку ќе требаше месец, 2, 3 година, се обучува и после се запослува во фирмата, во таа што беше, што би бараше луѓето. Јас сум од тие исти, во времето кога РЕК се отвори, и ние пред една година имаше оглас, се работивме, во заводот се вработивме и таму учевме цели 2 години за раковачина во термото. И така, кога завршивме ние, бевме на пракса, бевме низ цела Македонија на пракса, на Србија, Русија, сегде. И кога дојдовме ние за да работиме, имаше руси. И тогаш ние бевме со тие руси пак на обука тука во РЕК, и така завршивме, и така се запосливме. А сега тоа го нема нигде. И во времето се одеше пола година на школу, пола година на пракса. Сега работните сите што избегва без никаква пракса не види. Нема ни пракса, нема ништо. Механичари тогаш се знаеше како се оди. Или еден ден на работа, еден ден на... Благодарам што го споделивте вашето мислење со црвена линија. Дали имаме можеби нови коментари? Имаме нова порака од Зоран, нормално за нашата тема. Има кадар, нема компании да исплатат плата, солидна, а не минимална плата. А работа по 10 часа и немало и работници како што е тргнато. Никој ќе нема за работа. Компаниите ги прават граѓаните на наше мало државиче да се иселуваат. А секако сега време отстапуваме и за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало? Да. Ве слушаме. Во црвена линија сте. Се уклучив, меѓутоа веројатно не ме слушате добро. Се одлично. Поќе мултиплицира проблемите. Се таложи од минатото, грешка на дел на самите менаџерија, дел на Стопанската комора, затоа што во еден период преферираше да се направи економско подмладување на стопанството, што е добро во тој период, меѓутоа лошо се за тие луѓе што на 50 години останаа без работа, гледајќи ги помладите, одлучија дека кој ќе стигнат до 50 години, ќе останат без леп, се заминаа пред тоа за Германија. Втората работа е тоа што нема стручно образование. Значи, вие викате да се запослат во приватни фирми. Во приватни фирми ќе се запослат само стручни луѓе. Например, сега поставаше еден конкурс во една компанија во Прилеп за заварувачи во Норвешка, за една смешна сума. Па тој заварувач, ако оди во Норвешка на приватен дел, тој би заработил 10-кратно поќе пари, затоа што заварувачите се на цена. Или да речеме, во еден период се викаше преквалификација. Еден многу паметен човек од Македонија, Мендерес Кучи, вика вака, дали е добро еден доктор да го преквалификуваме во нешто што се бара во стопанството. Значи, тоа е спротивно на секоја логика на Запад. И 90 секунди стихоа. Благодарам и вам што го споделивте вашиот став со црвена линија. Сега е време малку да земеме здив, одиме со реклами. Се вративме после кратките реклами и сега, како што ветивме на почеток, се крајните резултати од нашата анкета од социјалните мрежи, Инстаграм и
Инстаграм, да, од Црвена линија и Телма телевизија. Дали малите плати се причината високо квалификуваните да си одат од Македонија? 77% гласа за да, 23% гласа за не. А во пресрет на Денот на жената, утре уште една тема, заедно да проговориме со вас. Дали 8 март сметате дека е празник што треба да оде во историјата? И секако анкета, дали е доволен Тео само еден ден? Дали е доволен само еден ден за жената? Сметаш ли дека е доволен само еден ден? Значи, ја нормално не чекам само за 8 март да се празнува Денот на жената, секој ден. А секако очекуваме да останете со Телма. Довидувај. Чао, чао.